Според задачата треба да решиме колкава, треба да определиме колкава е площината на парцелата прикажана на цртежот ако димензиите се изразени во метри. Тоа како е зададена парцелата, можеме да забележиме дека се работи за четириаголник, во кој што BD е негова диагонала. Со помош на диагоналата, парцелата е поделена на два разнострани триаголници и за да определиме площината на целата парцела, ние треба да ги определиме площините на двата делбени триаголници. А бидејќи ги знаеме площините, односно должините на страните, ќе искористиме Хероновата формула и за првиот и за вториот триаголник. Првиот триаголник е всушност триаголникот ABD, а вториот триаголник всушност е триаголникот BCD. За првата плоштина ги знаеме страните AB, која што е 200 метри, страната BD, која што е 280 метри, и страната AD, која што е 150 метри. Бидејќи ги знаеме трите страни, ќе искористиме Хероновата формула, која што беше S по S минус A, S минус B, S минус C по S. Познато ни е бидејќи во неја има квадратен корен, но јас за да не го пишувам квадратниот корен, земам плоштината на квадрат. Каде што S е периметарот на триаголникот поделен со 2, а тоа значи дека е 200 плюс 280 плюс 150 врз 2, а тоа е 200, 400, 500 и 630 врз 2, односно 315 метри. S минус A всушност е 315 минус првата страна 200, тоа е 115. Наредно треба да пресметаме S минус B, тоа е 315 минус втората страна 280, тоа е 35, и S минус C е 315 минус 150, тоа е 165. Значи ова се сето метри. Ако сега вака добиените вредности ги замениме формулата за плоштина, ќе добиеме дека имаме S е 315, ќе го помножиме по 115, а цело по 35, а потоа по 165. Бидејќи сега малку се незгодни броевите, ќе се видиме да ги разложиме, за полесно да го пресметаме нивниот производ. 315 е, например, 5 и 63, тоа е 3 и 21, 3 и 7. 415 го имаме 5 по 3 на квадрат по 7. Ајде сега да го разложиме бројот 115, тоа е 5 и 20 и по 20, 23. 23 е прост број и завршуваме со разложувањето. Значи ќе пишеме тука 5 по 23, 35 е 7, 5 и 165. Това ќе биде 5 со 33, 3 и 11,
Ајде да видиме. 5 1, 165, тачно. Имам 5, 3 по 5 по 11. На овој начин се веќе правиме парови на броеви 5, 5, 5 и 5. 4 петки, тоа е 5 на квадрат по 5 на квадрат. Имаме од второто 3 на квадрат, имаме уште една тројка што е сама, таа нема да ја земиме. Имаме 3 на квадрат. Потоа проверуваме дали имаме седумки, точно имаме две седумки. Тоа е по 7 на квадрат и останаа една единајска, 1, 23, значи по 23, по 3 и по 11. Многу незгоден број. P1 на квадрат, уствари се не мора квадрат, поштината ќе биде 5 по 5 по 3 по 7 по квадратен корен од 23, уствари тоа ќе биде 69 по 11, а 69 по 11 по техниката на множење со 11, тоа е 6, 9, тука е збирот на броевите, односно 795. На тој начин првата плоштина ни е 25 по 21 по квадратен корен од 759. Првата плоштина е 25 по 20 плюс 25 по 1 по квадратен корен од 759. Значи првата плоштина е 500 плюс 25 по овој квадратен корен од 759. Првата плоштина е 525 квадратен корен од 759 метри квадратни. Ова е точната големина на парцелата. За да ја определиме големината на парцелата, треба да определиме плоштината на втората парцела, што сега за потребите на тоа го копирав истиот цртеж. И сега ќе продолжам на тој начин што парцелата 2 се однесуваше за триаголникот BCD. BC страната е 250 метри, потоа CD страната е 300 метри, а BD страната е 280 метри. Ќе искористиме исто така Хероновата формула, која што беше S по S минус A, S минус B, S минус C, каде што S сушност е полупериметар од триаголникот, односно во нашиот случај тоа ќе биде 250 плюс 300 плюс 280 врз 2, а тоа е 500, 700, 830 врз 2, односно 415 метри. Бидејќи сега S го добивме дека е 415 метри, во улога на А ќе земе едната, во улога Б втората, во улога на С третата, па ќе добием S минус А е 415 минус 250, таа е сушност 150 до 400 е 165 метри. S минус B е 415 минус 300, таа е 115 метри, а S минус C е 415 минус 280, е 120 до 400, 135. 5,05, 8,311, 1,1, 2,1,314, значи дворецна. На тој начин се како вака добиените вредности ги заменам во формулата за плоштината, ќе добиеме, значи назад, добиеме дека плоштината на квадрат е 415 по 165 по 115 по 135. Сега треба повторно, на ист начин како претходно, да се видиме да ги разложиме, само да видиме дали имавме некој од броевите. 115 го имаме, да го искористиме истото. 115 беше 5 по 20, 23. Това е едниот број. 135 го немавме, 165 го имавме.
165 беше разложено 3 по 5 по 11. Сега да го разложиме 135. Тоа почнуваме со 5, затоа што завршува на 5. Тоа е 27, а тоа е 9 по 3, а деветката 3 по 3. На тој начин добивме дека бројот 135 се разлага како 3 на трета по 5 и останува уште 415. Бидејќи завршува на 5 се дели со 5, 9, 93, тоа е 3 со 31. 31 е прост број, постапката завршува, значи 415 е 3 по 5 по 31. Сега ги замениме, така добиените разложувања во формулата за плоштината, че во втората плоштина, добиеме 415 беше 3 по 5 по 31, по 165 беше 3 по 5 по 11, по имавме 115, кој што беше 5 по 23, имавме 135, кој што беше 3 на квадрат по 3 по 5. Сега се обидиме да ги групираме по парови. Добиеме 1, 3, 2, 3, значи тоа е 3 на квадрат, уште една тројка, 3 на квадрат и тројката станува сам. Тоа е таа тројка. Една петка, две петки прават 5 на квадрат, една петка, уште една петка прават 5 на квадрат. Сега имаме 31, што е само, 11 е само и 23 е само. Значи, P2 ќе биде следното. 3 по 3 по 5 по 5 по 3 по 11 по 23 по 31. Ама овдека е квадратен корен. P2 всушност е 9 по 5, 45 по квадратен корен од овој целиот број. Тоа е 11 по 23 по 91. 91 по 23 е всушност 90 по 23 плюс 23, а тоа е 9 по 3, 27, 7 од 2, 18, 2, 20, значи 9 по 3, 27, 7 од 2, 18, 20 точно, плюс 23, значи овдека имаме 2093. И сега, ако го помножиме со 11, овој број, ако искористиме правилото што го знаеме за множење со 11, тоа е следното. 9 и 3 се 12, 9 и 0, 9 и 0 и 2 се 2, значи 3, 2, 9 и 1, 10, 3, 2. Тоа е 23.023, само ајде да провериме. Тоа е 20930 плюс 2093, тоа е 3, 9 и 3, 12, 2, 1, тоа е 0, 1, 1, ствари не е 0, 1, тоа е 3 и 2, точно 2000. Значи, P2 всушност е 9 по 5, 45 по квадратен корен од 23.023. Тоа е метри квадратни. Видите колку се незгодни точни вредностите за плоштина. И конечно, плоштината на целата парцела ќе биде P1 плюс P2, односно, првата плоштина беше 525 по квадратен корен од 759 плюс втората 45 по квадратен корен од 23.023 метри квадрат. Сега бидејќи треба да ги процениме, користиме калкулатор, за да ја пресметаме точната вредност и да видиме ќе биде таа. Значи имаме квадратен корен од 759 помножено со 525 е еднаков на, значи првиот резултат е 14.463,73 заокружено на две децимални места. Ајде да видиме сега вториот резултат.
Значи ова сега SQRT квадратен корен од 23.023 помножено со 45 е 6827,99, значи заокружено е 28 овдека на две децимални места. Ако ги собериме резултатите, плоштината ќе биде 14.463,73 плюс 6828,00. Ако ги собериме, плоштината ќе биде 3, 7, 8 и 3, 11, 1 на 1, 6 и 2, 8 и 1, 9, 8 и 4, 12, 2 a 1, 6 и 1, 7 и 4, 11, 1 на 1, 2. Значи ова е метри квадратни. И прати за столбест? И прати? Да. Значи тоа е комплетно решение на задачата.